Во наредните неколку минути зборуваме за акцијата на Сдруженијето за борба против рак на дојката Борка, која што ја најави втората фаза од акцијата или проектот во преградка на пријатели со цел на сите жени да им се даде поддршка на кој што е диагностицирана оваа болест, бидејќи на овие жени им е потребна поддршка, а не нов емотивен стрес. Повеќе од колешката Марија Браста. Започна втората фаза на акцијата во преградка на пријатели, чија цел е да им се даде поддршка и преградка на сите жени во нивната истрајност против ракот на дојката. Жените кои успеале да го победат ракот на дојка лично се вклучија во оваа акција и со охрабрување јавно ги споделија своите искуства, притоа давајќи совет како да се излезе победник од оваа болест. Акцијата во приградка на пријатели продолжува, оно што го започнавме кон крајот на април оваа година. Веќе го продолжуваме, значи и во јуни, ќе продолжи се до октомври, каде што ќе биде централниот, главниот настан. Инаку оваа акција е за поддршка на сите оние кои што поминуваат низ таа тешка борба против ракот на дојка, значи една поддршка и помош на сите жени, апел до сите нив да се грижат за своето здравје, на време да идат на прегледи, ехо, мамографија, се што е потребно, да не забораваат на себе во ниту еден момент, затоа што нивното здравје, нивната среќа ќе ги прави сите околу нив исто така посреќни. Потребно е да се започне навреме со адекватен третман. Потребен е особено внимателен пристап кон пациентите, бидејќи постојат различни видови на ова заболување и различни третмани за секој од нив. Особено е важно да се искорени честата појава на недостаток од клучните лекови и со тоа да се обезбеди навремен и редовен третман без одложување на последователните циклуси. Ниту на една жена не смее да и се скрати можноста за продолжување на животот. Да не дојдеме во фаза кога веќе треба да се предземаат радикални чекори и да се бори тешката борба со ракот кој што веќе е раширен во организмот на жената, многу е важна раната детекција на ракот и раната превентива, која единствено е возможна со само преглед, со редовни ехо прегледи и со редовни мамографски прегледи. Не е многу да се одвои половина час на секој 6 месеци да се направат прегледите. Заради тоа што доколку внимаваат на своето здравје, значи внимаваат на своите деца, на својата иднина. Средбата со болеста, која што има страшно име. Велам страшно име. Затоа што карциномот или ракот, јас лично, ќе се сложат и многумина со мене, го сметам за болест, како сите други болести што го напаѓаат човекот. Меѓутоа, моето искуство говори, може би друг ќе ме потврди, дека раното откривање, храбрата средба со оваа болест, големата одлучност да се победи, да се биде победник, да има среќен крај и е клучна во лекувањето. Факт е дека жените заболени од рак на дојка не се доволно едуцирани за тоа дека терапијата може да биде успешна, само ако истата се прима навремено во точно утврдени термини. Ракот може да биде излечива болест и на секој мора да му се даде шанса да го победи.